е дел од главните настави на денот. Состојбите во градинарското производство денес беа тема на состанокот на градинарите од Штипскиот и Овчеполскиот регион со министерот за земјоделство Михаил Цветков. Нова стратегија за локален економски развој подготвува Виница. Општинскиот буџет ќе се полни со продажба на 11 парцели државно градежно земјиште за изградба на куќи, станови и стопански објекти. Над 100 студиски програми на 13 факултети и 3 академии ќе се изучуваат годинева на Универзитетот Гоце Делчев. Објавен е конкурсот за прв тур и трет циклус студирање на УГД. За актуелните состојби во градинарското производство, хиперпродукцијата на домати, потребата од подобрување на квалитетот на градинарските плодови заради конкурентност на странските пазари, денес на заедничка маса во Карбинско расправа министерот за земјоделство Михаил Цветков и градинарите од регионот. Актуелните проблеми во градинарството, како што се водоснабдувањето, средствата за заштита, ѓубривата и семенскиот материјал, беа предмет на расправа на производителите на градинарско производство со министерот за земјоделство Михаил Цветков во Штип. На средбата беше истакнато дека сега не е проблем да се произведе, туку поголеме да се пласира. Посебно годинава кога на пазарот има хиперпродукција на одредени градинарски производи, како што се доматите. Треба да бараме страни пазари, а тоа се пред се бившите југословенски држави и секако Русија, која е едно огромен пазар, но сакаме и ова прилика да кажам на земјоделците дека рускиот пазар, да не го сватиме дека тоа е пазар, див пазар и дека таму се може да продаваме. Напротив, рускиот пазар е најпробирлив. Во функција на излегување од ваквата состојба со своји активности, Министерството за економија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието. Ги сконтактиравме економските промотори, амбасадите и сите фактички се ставени во функција да го нудат ова наше производство. Имаме веќе за денес најавено 3 посети. Денес е во Струмица ќе доаѓаат 3 различни делегации да разгледуваат можноста за да се откупи тоа производство, односно да се најде некој пласман, но тоа ќе биде сепак почеток, минимум, но исто и разгледуваме можноста за активирање на конзервната индустрија. Конкретно во моментов за хиперпроизводството на домати планирани се 2 мерки, односно една која ќе биде преку програмата за рурален развој, финансиска поддршка на руралниот развој, мерката техничка помош со која што ќе се поддржат извозниците на домати, а втората мерка е наменета за производителите на домати. И таа ќе иде преку програмата за финансиска поддршка на земјоделството, односно ќе се субвенционираат производителите на домати дополнително од она што веќе им следува како по хектар. На средбата што се одржа во најголемиот производител во овој регион, Екоаза Самандов, беше истакнат и проблемот со сезонската работна рака, со кој се соочува овој колектив. Имаме проблеми со недостаток на сезонска работна сила, затоа што еве ви преку нашиот пример ќе го кажеме примерот на сите земјоделци. Ние во моментот имаме договор за 3 милиона килограми износ на корнишон во земјите на Европската Унија и на Балканот склучено. За тие 3 милиона ни треба да посадиме 30 хектар корнишон, по 10 вработени на хектар, 300 вработени ни требаат во моментот само за берба на корнишон. Владата секојдневно ги следи движењата во оваа област и најавува и други мерки со цел нормализирање на состојбата во овој сегмент од агрокомплексот. Центарот за развој на Источниот плански регион во рамките на проектот Креатива денес во Штип изработуваше стратешки план. Промоција на своите креативни идеи во кластерот за креативни индустрии наоѓаат занаечиите, софтвер инженерите, уметниците, дизајнерите и архитектите. Во рамките на проектот Вмрежување на мултимедијални центри во прекограничниот регион Креатива, проект на Центарот за развој на Источниот плански регион, денеска ја одржаа нивната трета поред работилница стратешко планирање на кластер Креатива, кој денеска во општина Штип ја утврдуваше пред членовите стратешката програма и ја создаде основата за акционен план. Денеска веќе сакаме да разговараме да одредување на стратешки приоритети. Значи малце да видиме која е визијата, каде сакаме да биде кластерот во иднина, која ќе биде основната мисија, кои се стратешки области на делување и да поставиме основа за создавање на акционен план. Од сето тоа треба да произлезе еден документ
стратешки план кој што ќе биде основа за создавање на понатака за проекти, да може да се аплицираат заеднички. Но целта е на почетокот прво значи беше да ги собереме луѓето заедно, да сватат дека треба заедно да работат и понатака да видиме како тоа ќе го правиме. Посебно важно е дека кластерот е проект на меѓугранична соработка и тука е еден од примерите со кој се докажува дека овој начин на работење функционира и во Република Бугарија и во Македонија. Границите не се пречка за соработка помеѓу фирмите. Този проект којто е меѓу општина Штип и општина Гоце Делчев Со овој проект кој е помеѓу општината Штип и општина Гоце Делчев во село Брезница ќе се направи санација на библиотеката, ќе се замени електричната инсталација и ќе се поправи покривот. Овој проект е во напредна фаза кај нас. При крај се градежните работи и започнуваат работите околу уредувањето. Во рамките на овој проект и овие средства тие го реновираат нивната библиотека, односно читалиште. Ние го градиме нашиот мултимедијален центар, поранешто летно кино. Работа тргна во добра насока кај нас. Компанијата актива е сериозна, има капацитет и брзо да го заврши целиот објект, така да се надевам до декември, каде е крајниот рок, така нешто тоа да биде комплетно завршено. Но тоа е само еден почеток на интензивна соработка меѓу општината Штип и Гоце Делчев, како што слушнавте од гостиното од Република Бугарија, од Брезница, соработка може да имаме во делот на инфраструктурни објекти, значи максимум да ги искористиме европските фондови, искуството на Република Бугарија. Целта на ваквите работилници е што повеќе креативните идеи да преминат во бизнис. Занаечиите, културните дејности, софтвер инженерите, текстилната индустрија и други дејности имаа можност да слушнат како нивната идеја би можело да премине во голем проект, кој со успешна работа би се проширил на меѓународно ниво. Општина Виница ќе работи на нова стратегија за локален економски развој. Советот даде едногласна поддршка на новата стратегија во која ќе се најдат проекти во интерес на граѓаните. Во Виница наскоро ќе бидат ставени на продажба 11 градежни парцели. Општина Виница започнува со изработка на нова стратегија за локален економски развој со поставување на нови приоритети во функција на граѓаните, откако претходно ќе изврши ревизија на старата, чија важност заврши минатата година. Советот, чии представници ќе земат активно учество во работната група, вчера даде едногласна поддршка за изработката на овој битен документ. Формирана е работна група од 25 членови, тоа се институции, Сдружение на граѓани, невладени организации и други граѓани на општина Виница кои во наредниот период преку своји предлози, сугестии и идеи треба да ја донесат новата стратегија за локален економски развој. Очекуваме дека ќе има добри предлози. Оваа програма треба да биде за наредниот период од 5 години, односно 2016-2021 година, по која општина Виница ќе ги крои следните периоди со нови проекти. На дополнување на скромниот општински буџет се очекува од продажбата на нови 11 парцели кои се опфатени со новата програма за управување со градежно земјиште, која се најде на дневен ред на вчерашната 29-та редовна седница. Предмет на програмата е продажба во наредниот период на градежно неизградено земјиште и тоа 6 парцели во делот на индивидуално домување, 2 парцели се со ознака Е2, односно за производство на електрична енергија, парцели каде што може да се сместат фотоволтаици, гасни станици и така натаму и така натаму. 2 парцели се предвидени за индивидуално домување, односно за изградба на стамбени згради и една парцела е градежно неизградено земјиште за лесна индустрија. Почетната цена на сите овие парцели е 61 денар, односно 1 евро, и бидејќи постои огромен интерес за парцелите токму за индивидуално домување, очекуваме дека цената ќе стигне некаде до 8 до 10 евра по метар квадратен. За другите парцели очекуваме да се јават заинтересирани страни, посебно во делот на колективното домување за изградба на стамбени згради, бидејќи општина Виница подолго време ги има овие парцели донесени како со детален урбанистички план, меѓутоа до сега немаме заинтересирани. Се надеваме дека оваа година ќе се јават заинтересирани, така да и овие парцели конечно почнат со изградба. На вчерашната седница Советот го усвои елаборатот за проценка и утврдување на висината на штетите од елементарните непогоди, чија финансиска конструкција се заокружува на околу 14 милиони денари. Најкоментирана и најдискутабилна беше информацијата за состојбата со невработеноста во Виница. Советот ја подржа и предлог одлуката за стипендирање на ученици од текстилната струка, а се даде и зелено светло за изградба на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички.
Секојдневно тече обновата на улиците во Штип. Денес се постави нов асфалтен слој на улицата во населбата Деснаци. Наредната недела ќе финишираат тендерските постапки за обнова на уште 2 улици во Штип. Денес се асфалтира улицата Каваклија во местноста Деснаци во должина околу 400 метри. Инвестиција во вредност околу 25.000 евра ја изведува градежната фирма Стојменов од Кочани. Инаку веќе идната седмица ќе бидат отворени уште 2 тендерски постапки за уште 2 улици. Тоа се крако од улицата Драги Крупишки и Белградска во населбата Дузлак и дел од улицата Маршал Тито кој што поминува покрај река Отиње во местната заедница Славчо Стојменски. Објавен е конкурсот за упис на нови студенти и за студирање на втори и трет циклус на Универзитетот Гоце Делчев. 5300 места за нови студенти на повеќе од 100 студиски програми нуди годинава УГД. Дали годинава информатичките и медицинските науки ќе бидат најпривлечни за студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Објавен е конкурсот на единствениот универзитет на Истокот, Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кој има преку 100 студиски програми на 13 факултети и 3 академии. Располага со вкупно 5390 слободни места, од кои 3172 за редовни студенти во државна квота, 1208 за редовни студенти во квота со кофинансирање и 1010 за вонредни студенти. Секоја година универзитетот се обидува да воведе и новитети кои ќе допринесат за поголема заинтересираност кај идните студенти. Она што во изминатите 2 години беше на некој начин мирување, тоа беше факултетот за образовни науки или поранешниот педагошки факултет. Сега веќе отворени се квотите на предучилишно воспитание, на одделенска настава, на историја и на археологија. Така да тоа е еден нов момент и многу важен за тој факултет. Отворењето на Филмската академија и студиските програми на прв и на втор циклус, например, кои што сериозни професори од Прага и од Скопје, кои што работат надвор од Република Македонија, се докажани во својата професија, ќе бидат професори на Филмската академија. Ликовната академија исто. Години наназад праксата говори дека најмногу заинтересирани има за општествено-хуманистичкото подрачје, но радува фактот што се зголемува заинтересираноста и за природните науки. На општествено-хуманистичките науки е поголем интересот за разлика од делот на техничките науки и тоа скоро секогаш и секаде е така. Зошто е тоа така, секој индивидуално си носи своја одлука за тоа каде ќе ги бира своите студии и на некој начин своето работно место утре во општеството. Но она што може да се каже е дека расте интересот за природните науки. Тоа е позитивна насока. Проверка на знаењата и умењата ќе се спроведува на Факултетот за образовни науки, Музичката, Ликовната и Филмската академија. Покрај конкурсот за прв циклус, во тек се и конкурсите за запишување на втор и трет циклус на студии. Според актуелните конкурси, на втор циклус студии може да се запишат студенти на 12 факултети и една академија, а на трет циклус студии студентите може да се запишат на 6 факултети. Универзитетот нема да наплатува партиципација за лица без родители, лица од прв степен на инвалидност, воени инвалиди, лица растени во домови за напуштени деца, децата на загинатите припадници на безбедносните сили, како и студентите од ромска националност. Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од буџетот на Република Македонија. Денес во Кочани работилница на тема биодиверзитетот на Осоговијата организираше Општина Кочани и Инфоцентарот на Европската Унија заедно со Македонското еколошко друштво. Работилницата е дел од проектот Зелена недела. Тимот кој 8 години работи на откривање на биодиверзитетот на Осоговските планини денес одржа презентација преку која истакнаа биолошката разновидност на Осогово. Во истражувањето откриени се 1100 вида на растенија кои се карактеристични за планината, од кои 2 се ендемични, истакна Евгенија Јордановска од Македонското еколошко друштво. Целта на презентацијата е да се прикаже биолошката разновидност, богатството на Осоговските планини, кое во изминативе 8 години беше длабоко истражувано. Ако до 2007 година Осогово беше црна точка на мапата на Македонија, од аспект на знаењето за биодиверзитетот, денес е една од најдобро проучуваните планини. Например, за пајаците е една од најдобро проучените планини всушност и на Балканот, каде се и со најголем број на податоци. Над 500 видови на пајаци се откриени, се
идентификувани на Осоговските планини. Интересен е фактот дека на Осоговските планини има пронајдено над 500 разновидни пајаци, додаде Јордановска. Над 1100 вида на растенија од бугарската и македонската страна заедно се идентификувани, од кои 22 се субендемични, што значи дека се наоѓаат не само овде, туку во поширокиот предел Македонија, Албанија, Бугарија и Србија, но две се субендемични, што се ендемични, ексклузивни за Осогово. Тоа се жолтата или фукарекијановата гениста, која единствено се наоѓа на Царев врв, и тоа е единствениот локалитет каде се наоѓа ова растение, и лесновскиот лопен. Тие се единствени за Осогово. И нели има такви многу податоци за различните растенија, животни, организми. А за во иднина Македонското еколошко друштво ќе бара продолжение на овој доста значаен проект. Исто така за крајот на месец јули планирано да излезе од печат и книга за Осоговските планини, на која покрај биодиверзитетот ќе бидат опфатени и општите карактеристики на планината. Следниот прилог е за собствениците на домашни миленици, но и за сточарите. Во ек на сезоната на крлежите слушните ги стручните совети за тоа како да ги заштитите животните од овие опасни паразити, чиј убод може да биде смртоносен. Сточарите и собствениците на миленици ги демне опасноста од крлежите. Влажното и топло време е идеално за размножување на овој опасен паразит. Во регионот оваа болест е доста раширена, најчесто на зелените површини, кои не се чисти и прскани со инсектициди и се едни од причинителите за појава на ваквиот паразит, преку кој се пренесуваат доста болести. Секое животно може да биде во контакт со крлежите, со обзир на тоа дека се движат во надворешната средина. Има доста болести кои се пренесуваат, што како само вектори, значи од едно животно до друго, така да дури и од различни врсти на животни, значи од милиник на некоја друга врста домашни животни. Пироплазмозата е една од болестите, која е доста тешка, поминува со високи температури и многу често може да се деси да заврши смртно. Значи, тоа ги има и кај домашните миленици, меѓутоа ја има и кај домашните животните кои се економско чување, значи говеда, овци. Меѓутоа превенцијата се состои од хигиената и средувањето на околината, но како да ги заштитиме миленичињата и себе си од крлежите? Заштитата од крлежите се сведува на превентива, значи постојат средства кои претходно се животните на инсектициди, животните мора да бидат очистени и имаме кај за малите миленици инсектициди кои се во исто време и репеленти, значи ги одбиваат во некој догледен период, например од 1 до 3 месеца обично ги штитат. Заштитени животни, заштитени собственици, велат ветеринарите. Ни за заразни болести крлежите ги пренесуваат и на луѓето. Лекарите препорачуваат, доколку се изложени на убод од крлеж, да не преземаат мерки на своја рака, веднаш да се јават кај лекар. Членовите на фолклорната група Никола Јонков Вапцаров од Делчево утре заминуваат во Србија, каде ќе учествуваат на 13-тите видовденски средби во Стара Пазова. Веднаш потоа ќе настапат и на фестивалот во Рача, каде ќе го презентираат богатиот фолклорен пијанечки опус. Оркестарот за песни и игри и фолклористите при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров утре заминуваат за Србија, каде во организација на културно-уметничкото друштво Бранко Радичевиќ од Србија оваа година ќе учествуваат на 13-тиот поред меѓународен фестивал на детски фолклор. Покрај дефилето на сите учесници, публиката ќе може да ужива и во песните и игрите на малите играорци од Македонија, кои на сцената на театарската сала во Стара Пазова ќе прикажат дел од фолклорното богатство од пијанечкиот крај. Од 26 до 28 јуни фолклорната група Вапцаров по покана на фолклорното друштво Бранко Радичевиќ од Стара Пазова ќе учествуваме на 13-тиот поред детски фестивал видовденски средби, на кој што средби учествуваат повеќе фолклорни групи и во оваа прилика фолклорната група Вапцаров ќе учествува на овој фестивал. Ќе учествуваме во 2 фестивалски вечери
на првата фестивалска вечер ќе учествуваме со оркестарот за народни песни и игри, потоа ќе учествува еден солист и ќе се представиме со кореографијата Поселја. Додека веќе на 27 ќе се представиме исто така со оркестарот за народни игри и песни и по прв пат ќе се представиме со кореографијата Пијанец, која што ја вежбаме веќе неколку месеци и се надејаме дека на овој фестивал ќе се представиме во најдобро светло. Покрај учеството на 13-тите поред видовденски средби, фолклористите од Делчево заедно со своите врсници од Рача Република Србија исто така ќе бидат дел од еднодневен фестивал, каде што уште еднаш ќе го презентираат богатиот фолклорен опус од Пијанец. Мајка и нејзиниот мал син, кои пред неколку дена исчезнале во авионска несреќа во густата џунгла во северозападниот дел на Колумбија, во средата беа пронајдени живи и здрави во она што властите го нарекоа чудо. Нели Мурилио, 18 години, и нејзиниот син Джуидер Морено, кој се уште нема 1 година. Жената се здобила со повреди и помали изгореници, додека детето очигледно е неповредено, стои во соопштението на колумбиските воздухопловни сили. Невремето во Истра, Хрватска, направи хаос во градот. Обилните дождови и грмежи оштетиле 20 автомобили, куќи и згради. За време на олујата, која траела половина час, откорнати се и кровови од куќи, а од кафулињата летале столици, маси и чадори. Во Задарската општа болница биле задржани 2 жени поради што гром удрил во пазарот каде што продавале. Жените се во стабилна состојба, но се задржани. На француското пристаниште Калајс возачите на камиони велат дека во последно време речиси е невозможно да си ја вршат работата поради големиот број на мигранти кои се обидуваат да влезат во камионите и со нив да го минат каналот до Велика Британија. Потребна ни е помош, агресивни се, ги затвораат вратите од камионите за да ни гледаме што се случува внатре. Ја крадат нашата роба, рекол еден возач на камион. Критична маса ја прокламираше велосипедската култура и во Штип. Првото возење критична маса било во септември 1992 година во Сан Франциско, со учество на 48 велосипедисти, а денес се организира во над 300 градови во светот. Вообичаено се одржува еднаш месечно и тоа најчесто последниот петок во месецот. Критична маса настан кој што ги организира луѓето да повеќе се вклучат во сообраќајот во градските, во урбаните средини и со тоа да допринесат за што подобра велосипедска инфраструктура, поголема нивна безбедност и поголема нивна вклученост во сообраќајот како учесници. Значи, велосипедистите не треба да се исклучуваат од сообраќајот, туку тие се и самите по себе учесници во тој сообраќај. Од аспект на масивноста на учество, критична маса е различна од град до град. Ова е втор поред настан по првиот нулта, да го кажем, настан, на кој што имавме околу 30 на велосипедисти. Настанот значи се вози во низ градот по определена рута, која што претходно ја зацртуваме и обично не е подолга од 10 километри. Денес ки извозиме 5 километри. Љубителите на велосипедизмот со задоволство ја прифаќаат оваа иницијатива, па забележително во се поголем број се приклучуваат на масата. Бројката мислам дека постојано расте, бидејќи немаме клуб, немаме некоја форма на организација која што би ги обединила овие велосипедисти, немаме некоја точна бројка, но гледајќи ги луѓето кои што ги сретнувам по патишта, знам дека бројката расте од година во година. Критична маса има за цел да ја подигне свеста за начинот на однесување на другите учесници во сообраќајот кон велосипедистите. Велосипедската култура и културата на возење на автомобили кај нас е на многу ниско ниво, што представува голем проблем посебно на велосипедистите, со што тие се чувствуваат и се загрозени во целиот овој градски сообраќај. Затоа сакаме да створиме некое повисоко ниво со кое и возачите ќе ги толерираат велосипедистите, бидејќи
принципот и на сообраќајната култура налага првен да е предност да има пешакот, велосипедистот, автомобилот и така натаму. Името Критична маса е земено од документарниот филм за велосипедизмот на Тед Вајт, Враќањето на велосипедот. Ова беше се. По завршувањето на дневникот ќе имате можност да го проследите разговорот со гостинот во студио господинот Трајче Кацаров на тема театарот, театролошките дела и студии, пред тоа да ја проследиме временската прогноза.